Драги сограѓани, на петиот ден од сенародниот протест, на кој македонскиот народ кажува не за наметнатиот бугарски ултиматум преку францускиот предлог, со кој се омаловажува македонската посебност, историја и јазик, пробугарското СДС и терористичката ДУИ се обидоа да наметнат инцидент за подгревање на меѓуетнички тензии. Политичките елити нема да успеат да го вперат македонецот против албанецот, бидејќи тоа е сценарио кое знаеме дека секогаш го наметнуваат кога народот се крева против нив. Се во ова се случува само за да останат на власт и да ги задржат своите фотели. Пробугарското СДС и терористичката ДУИ и нивните политичари сакаат да продолжат да се луксузираат и да живеат удобно, додека народот секој ден се повеќе губи. За да можат да продолжат да го угнетуваат народот, да бидат заштитени од институциите и да ја втурнат полицијата да удира врз нас. Да ги исполнат барањата на Бугарија и секој следен кој сака да се подкусури со Македонија. Тие тргуваат со македонските национални интереси, како и со етничките чувства на народот. Наметнувањето на инциденти од овој вид врз народниот протест е со цел да се дефокусира јавност. Од кукавичкото председателство на Стево Пендаровски, кој ветуваше дека ќе побара гаранција од Бугарија за понатамошниот тек на преговорите, за подоцна сам себе си да се демантира. Од неспособната влада на Димитар Ковачевски и предавничкото Министерство за надворешни работи на Бујар Османи, кои учествувале во изготвувањето на францускиот предлог, иако сега лажат и манипулираат со јавноста за неговата содржина. Дефокус од општата волја на народот да каже не за разнебитувањето. Затоа време е мудро да се подсетиме за патот кој одбравме да го одиме. Да ги видиме сите предизвици со кои можеме да се соочиме и кои ќе се обидат да ни ги наметнат. Да ги одредиме средствата со кои ќе се користиме да стигнеме до целта, да ја турнеме оваа предавничка власт и да го обединиме народот во заштита на државните интереси. Сегашниот државен врв знаеме дека нема за цел да ги заштити државните интереси, туку да ги распродаде. И за да изврши оваа задача ќе се користи со сите расположливи средства. Повторно ќе наметнуваат меѓуетнички тензии и ќе уфрлуваат провокатори на протестот. Затоа, нашата борба за слобода треба да биде целосна против волјата на тиранијата. Нашата сила е тоа што сме обединети во вистината наспроти лагите на елитата. А нашата слабост е што сега сета злоба врз нас ќе се втурне. Но ние ќе победиме. Смрт за фашизмот, слобода на народот.